Во периодот од почетокот на оваа година до крајот на август, општина Кочани поднесе вкупно 23 апликации за проекти преку повеќе програми од различни области. Од нив одобрени се 8, за 7 во тек е постапката за реализација, 14 се во процедура, а одбиен е само 1. До програмата за прекугранична соработка во партнерство со општината Разлог од Бугарија поднесен е проект за регулација на дел од кеот на Кочанска река, од локацијата кај Зебец до Бавчалук, а во партнерство со училиште од селото Мусомиште поднесен е проект за реконструкција на дел од училишната зграда на основното училиште Свети Кирил и Методи. За општина Кочани од посебен интерес за реализација се проектите за реконструкција на мултикултурниот центар, апликација што е поднесена до програмата за прекугранична соработка преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Овој проект е во партнерство со бугарската општина Гоце Делчев. Исто така, со општината Рила од Бугарија аплицирано е и за проектот за уредување и опремување на просторот околу споменикот на Слободата. До Министерството за труд и социјална политика пак поднесени се апликации за изградба на 2 капитални објекти, нова детска градинка во местноста Драчевик и изградба на дом за стари лица. Преку проектот за локална и регионална конкурентност на Светска банка е поднесен проектот Планински велосипедски рај, што опфаќа изградба на пешачко-велосипедски патеки, реконструкција на планинарскиот дом и надградба на паркингот на Пониква, за што се побарани средства од 489.000 евра. Исто така до Светска банка е поднесен и проект за реставрација и конзервација на споменикот на Слободата, што заедно со проектот за уредување на околината би резултирал со комплетно уредена целина. До Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој поднесени се проекти за асфалтирање и реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тркање, Прибачево и Оризари, потоа за поврзување на населбата Оризари со Кочани преку улицата Енгелсова прв дел и поврзување на селото Градче со Кочани. Исто така, аплицирано е за проект за изградба на пристапен пат до манастирот Добра вода, како и за изградба на првиот дел од локалниот пат од местноста Крушка до местноста викано Ајдар. За реализација на сите овие проекти потребни се близу 1 милион евра. Во фаза на реализација се проектите за асфалтирање на локалниот пат од Крушка до селото Полаки, за што се добиени пари од Бирото за регионален развој. Исто така се работи и на проектот за општинско корисна работа со UNDP, реконструкција на Центарот за култура Бели Мугли преку Министерството за култура, на Центарот за ран детски развој, како и проектот Мобилен сервис за домашна посета. Информацијата за аплицираните и реализирани проекти беше разгледана и на 16-тата седница на Советот на општината, за која советниците дадоа едногласна поддршка, а повика и понатаму да се креираат и аплицираат што повеќе проекти за да се решаваат значајни потреби на граѓаните.